Модата, стилот и изгледот се главна перцепција на светската сцена. Годинава костумот и шапката во темна боја ќе бидат комбинации презентирани на црвениот килим. Екстравагантни, грациозни и модерни стилови ќе доминираат на светската филмска уметност. Ноќта на Оскарите е синоним за дизајнерски креации на светските познати имиња. Совршениот спој на мода и филмска уметност е престиж за секого. Оскарите моментално, и не само моментално, туку и со години наназад, се најпрестижна модна ревија во светот, бидејќи таму излагаат сите познати светски дизајнери со своји дела и нормално дека е и огромен предизвик за дизајнерите, но и огромен, како да речам, еден катапулт кој што ги лансира и непознатите имиња во врвот на светот на модата. Еве би ја спомнал да речеме Хали Бери 2002 година, која што се појави со една креација на дизајнерот Ели Саап, кој што до тогаш беше анонимен, мислам многу малце познат на јавноста, за да се вивне во облаците, да речем, со таа креација негова, и е навистина еден настан кој што мислам дека ни еден друг настан не може да му парира на самата Оскаровска вечер, но тоа го гледам исто и како еден начин на делување на американската држава. Американската држава секогаш има некои тенденции да се надпреварува со европскиот континент, со другите држави, со кралските монархиите, така да секогаш не само што се надпреваруваат, но сакат и да го надминат она кое што го прават европјаните и се секогаш успешни во тоа навистина. Кои се највпечатливите креации на Оскарите низ годините? Па највпечатлива у однос на целокупното дејствие што се случи и отпосле креацијата, да. Меѓутоа, искрено да кажам, секоја креација е впечатлива, бидејќи многу ретко од актерките поточно, нели, зборуваме за женска мода, изнајмуваат фустани кои што веќе се направени во колекциите на дизајнерите. Секогаш е предизвик на самите дизајнери да креираат нова креација, нов модел за самите актерки кои што ќе го носат, и секогаш е тоа, како да речам, една плејада на вистина прекрасни дизајни кои што сите се во свој стил направени, со различни вкусови, со различни естетики, меѓутоа се сите сами по себе впечатливи. Колку се разликуваат креациите никогаш и денес на Оскарите? Се разликуваат многу, бидејќи знаете, старите римјани рекле времињата се менуваат и луѓето со нив. Така да, еве, Оскарите, јас сега не знам точни податоци, претпоставувам 28-29 година од кога почнале, тогаш имало еден начин на живење, култура на живење сосема поразлична, технологијата била сосема поразлична, и тоа се влијае врз самата облека, самите костими кои што се изработуваат за таа вечер, така да како напредува општеството, како напредува технологијата, како напредува уметноста, културата и се, така напредуваат и креациите, и нормално е да се разликуваат и убаво е да се разликуваат, бидејќи така правиме дистанца на едни времења, правиме разлики, уочуваме што било добро, што било не толку добро, не можам да кажам дека лошо, но секако дека се разликуваат, но не во естетска смисла на зборот. Оскарите се гламур. Дали гламурозно треба да изгледаат сите кои се дел од нив? Изгледаат. За мене изгледаат самиот амбиент, самиот начин на презентација, самата продукција, сето тоа како е изведено, како е продуцирано, го прави тој гламур кој што навистина нема, мислам дека нема човек на кој што не му се допаѓа и не му предизвикува убави чувства кога го гледа, нормално и кога го слуша, плюс тоа самиот настан е поврзан со една голема гранка од уметноста, значи со филмската индустрија, со академијата која што ги доделува наградите, така да е навистина прекрасен настан. Им даваме акцент на дамите, меѓутоа што е со мажите? Кај мажите секогаш се почитува дрес кодот на black tie и смокинг, така да многу ретко се одстапува во однос на Оскарите од тој дрес код. Секако има понекогаш и исклучоци кои што навистина не се интересни,
меѓутоа мажите немаат толкава можност и општо во модата мажите немаат толкава можност за игра со целата облека, со боите, со формите, со украсите, со доработката на облеката како и жените, и затоа повеќето од светските дизајнери и повеќето општо од дизајнерите работат женска мода, бидејќи таму им се многу отворени можностите да дизајнираат, да креираат, да создаваат нови форми, нови идеи, отколку дизајнери за машка облека. Кој е предизвик за вас? За кого би сакале да работите на Оскарите? Па јас како и секогаш кажувам дека мојата главна инспирација е моето семејство. Меѓутоа, главен лик кој што навистина долго време, па да не речем уште од студентските денови го привлекува моето внимание, постојано ја следам, постојано ми предизвикува нови идеи, нови дразби во моите, како да речам, креативни светови, е актерката Никол Кидман. Мислам дека чест ми е, за било кој би ми било огромна чест да направам креација, и посакувам и дај Боже да ми се случи такво нешто не само на мене, туку на сите колеги во нашата држава. Меѓутоа, најголема чест и најголем предизвик би ми било да направам за Никол Кидман некоја креација. Какви се очекувањата годинава? Па, еве, не случајно го избравме и овој објект за да го направиме овој прилог, бидејќи во саботата навечер овдека има еден прекрасен настан кој што се вика Оскаровска вечер и се изведуваат мелодии од познати филмски остварувања кои што добили наградни нели за музиката. Така да мислам дека очекувањата се секогаш, ние како модни дизајнери секогаш сме во нетрпение да го видиме настанот и да видиме кој од нели присутните ќе ги добие најголемите овации за своите дизајни, кој од дизајнерите ќе се покаже маестрално на самиот настан. Секој издание има креација за која се зборува и денови потоа. Ефектот на добриот костум, стилот и енергијата кои ги пренесуваат уметниците преку овој гламурозен настан оставаат траен печат во модната индустрија.